Мнозина современи теолози, например Јана Рас, имајќи го за основа отечкото предание, пишуваат против религиозноста, објаснувајќи ја како манифестација на нагон за самоодржување. Религиозноста наликува на глад, на страв од болка или престрашеност пред смртта. Зошто? Затоа што човекот го гледа неговото постоење загрозено од страна на сили и чинители кои не може да ги контролира. Оттука можно е човекот во својот ум да создава конструкции што му овозможуваат заштита која е производ на неговата автосугестија. Факт е дека, цитирам, во авионот што влегува во зона на силни турбуленции нема атеисти. Тие религиозни луѓе на Бога гледаат како на бунар на желби, но таквиот Бог е само обична потреба, а не метафизичка жет на човекот да се сретне, проникне и заедничари со причината на се што постои. Инстинктивна паника го обзема човекот тогаш кога му е разнишана и онака лабавата подлога на неговите религиозни шеми. Историјата, но и сегашноста покажуваат дека човековата агресивност е зверска кон оние кои само со различното постоење ја потресуваат неговата религиозна самодоволност. Православието не е религија. Од претходно реченото јасно е дека, помеѓу останатото, православието е и средба, литургиско заедничарење, а не обврзување и грч во религиозната самоубеденост. Човекот ништо не мора, како што му сугерира карикатуралната религиозност, туку може слободно да сака или не. Бобен впечатливо истакнува дека денес е вистинска реткост да сретнете некого, иако гледате многу луѓе. Повеќето луѓе и не можат да бидат сретнати, бидејќи суштински не се присутни во тоа што го зборуваат, или се бездушни. Но во соборниот литургиски начин на постоење и покрај сите ненаклонети околности, другиот е тука и човекот може со него да јаде, да испие голтка воздух и да изеде лажичка светлина.